Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Калистрат, светите апостоли Марко, Аристарх и Зинон и светата новомаченичка Акилина. Светиот маченик Калистрат, родум од Картагена, христијанин од раѓањето, затоа што и татко му и дедо му биле христијани. Еден од предците Калистратови по име Неокор служел како војник во Ерусалим при Понтинскиот Пилат, во времето на страдањето на Господа и Спасителот наш Исус Христос. Видувајќи многу чуда при смртта Христова, Неокор поверувал во него. Бил научен на верата и бил крстен од апостолите. Враќајќи се дома, Неокор им ја донел на своите верата Христова како драгоцен бисер. Така по време и светиот Калистрат бил роден, крстен и воспитан како христијанин. Кога бил војник, во неговиот полк немало ниту еден христијанин. Некои од неговите другари го виделе светиот Калистрат како станува ноќе и се моли на Бога. И го пријавиле на војводата Персентин како христијанин, а Персентин бил лут мачител на христијаните. За да се увери дали Калистрат е навистина христијанин, војводата му наредил да им принесе жртва на идолите, тоа што Калистрат веднаш го одбил. Тогаш Калистрат бил многу тепан, па потоа фрлен в море. Божја сила го спасила и тој излегол здрав од морето. Видувајќи го трпението на Калистрат и чудата негови, 49 војници поверувале во Христа Господа. И тие биле тепани и фрлени во темница заедно со Калистрат. Во самицата светиот Калистрат ги научил своите другари на верата и ги подкрепил. И тие покажале голема машкост во страдањето, а Господ Бог покажал голема сила врз нив. Опакиот мачител испратил војници во темницата ноќе та го убиле светиот Калистрат и 49 негови другари. Пострадале за вистината во 304 година. На нивните мошти подоцна е подигната црква. Поуки од светите отци. Оној кој на човека му ја зема облеката е крадец, но зарем оној кој не му нуди облека на ближниот, а може, нели и тој е достоен да биде наречен исто крадец. Лебот кој не го јадеш е леп на гладните. Облеката која виси во твојот ормар е облека на голите. Чевлите кои не ги носиш се чевли на босите. Парите кои ги чуваш настрана се пари на сиромасите. Милостињата која не ја твориш е еднаква на сотворени гревови. Свети Васили Велики. Светите апостоли Марко, Аристарх и Зинон. Овие апостоли се од 70-мината. Светиот Марко бил викан Јован. Во куќата на неговата мајка Марија во Ерусалим се собрале светите апостоли на молитва. Го проповедал Евангелието со апостолите Павле и Варнава. Потоа бил епископ во градот Вивлос. Светиот Аристарх, сопатник на апостолот Павле, бил епископ во Апамеја Сириска. Светиот Зинон или Зина, наречен од апостол Павле, законик, бил епископ во Лида Палестинска. Како звезди блескале во темнината на незнабоштвото и многумина обратиле во верата Христова, а сега блескаат како звезди во царството на љубениот свој Христос.
Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја, и тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајсий Светогорец. Светата новомаченичка Акилина од селото Заливери во епархијата Едренска, 18 годишна девојка. Татко ѝ се потурчил, па ја приморувал и ќерката да се потурчи, но мајка ја поддржувала во верата Христова. По многуте мачења, целата во рани и крвава, издивнала на скутот на својата мајка и примила венец на мачеништво на 27 септември 1764 година. Поуки од светите отци. Љубовта раѓа љубов. Ја добиваш само кога ја даваш на другите. Свети Нектари Егински. Распнисяже Христе Боже, смертию смерть поправи, един си святия Троици, спрославляеми Отцу и Святому Духу,
Pouki od svetite Отци. Добрината е најпрекрасното нешто на земјата. Во светот има многу морал, а толку малку добрина. Отец Александар Шмеман. Te